Македонија и Косово немаат отворени прашања и во иднина треба да се направат напори за зголемување на економската соработка, а целта на двете држави е влез во НАТО и Европската Унија. Ова го истакнаа министерот за надворешни работи Никола Поповски и неговиот косовски колега Енвер Хоџај. Поповски по средбата соопшти дека на средбата станало збори за бројни иницијативи, повеќето во делот на економијата. Поголем ангажман да имаме и поголеми конкретни проекти во делот на енергетиката, патното и железничкото поврзување, привлекувањето на странски инвестиции и активирањето на сите неискористени ресурси. Тоа што го посакуваме е сите земји од овој регион да бидат дел од обединета Европа, да го олесниме протокот не само на стоки, услуги, капитал, на луѓе и на идеи исто така. И тоа е единствениот пат кој го трасираме кон траен мир, стабилност и просперитет за сите. Косовскиот министер за надворешни работи Енвер Хоџај посочи дека двете држави имаат добри политички односи и дека на Македонија се гледа како на стратешки политички и економски партнер. Нашите земји се мали и затоа треба максимално да се поддржуваме и да си помагаме. Не само што имаме заедничко историско културно минато, туку имаме заедничка цел евроатланско интегрирање, истакна Хоџај по средбата. Одговорајќи на новинарско прашање во врска со убиството кај Смилковското езеро, Хоџај посочи дека македонското и косовското министерство за внатрешни работи имаат контакти. Пред да дојдам денес тука, имам разговарано со моите колегите од Министерството за внатрешни работи и исто така они ми кажаа дека се во редовен контакт и со Министерството за внатрешни работи на Република Македонија. На средбата била разгледана можноста за послободно движење на граѓаните само со лични карти, а наскоро ќе биде отворен нов граничен премин. Косовските власти очекуваат Македонија да им помогне околу потпишувањето на договорот за стабилизација и асоциација со Европската Унија, како и за визната либерализација.